Движењето на Црвениот крст, големиот хуманист Анри Динан, е роден на 8 мај 1828 година. Во негова чест, 8 мај се одбележува како светски ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Црвениот крст на Република Македонија преку јавен настап ја истакна хуманитарната заложба на поединците во заедницата, кои честопати се првите кои што подаваат рака и ги поддржуваат оние на кои што им е потребна помош. Црвениот крст и црвената полумесечина е најголемото хуманитарно меѓународно движење кое што е формирано 1859 година. Значи веќе е организација која што постои повеќе од 150 години во 196 држави во светот. Во нашата држава ние веќе оваа година одбележуваме 78 години постоење, значи сме организација која што е најголема и најстара хуманитарна организација. Искрено сакам да кажам дека овој ден е многу значаен да се истакне индивидуалецот, волонтерите и луѓето кои што го поддржуваат работењето на Црвениот крст, бидејќи ние сме организација која што е помагател на државата и на властите. Едноставно сме тука за да покажеме каде и во која насока треба да се развиваме во делот на промоција на хуманите вредности, а секако и поддршката на ранливите целни групи. Денеска, овој ден го одбележуваме под мотото "Се што правиме, правиме од срце". И токму заради тоа одлучивме да излеземе надвор од канцелариите и да го одбележиме со една показна вежба. Оваа година започнавме една интересна кампања. 28.000 ученици од средните училишта веќе ја помина првата обука основна за прва помош, а денеска сакаме да видиме колку нашите возачи, откако ќе ги добијат возачките дозволи, ќе бидат дел од сообраќајот, се подготвени да бидат спремни понатаму да даваат барем основна прва помош. Зборуваме денеска за кутијата по прва помош, колку таа е во добра состојба, колку возачите се подготвени сето тоа да го обновуваат и на вистина да излезат во пресер таму кај што треба. Ние треба како граѓани кои што сме социјално и општествено одговорни да знаеме само 4 елементи кои што се важни при сообраќајна незгода или било каква незгода во домот, а тоа е да се обезбеди просторот, да се повика брзата помош, потоа да се стопре крварењето во колку постои крварење и додека иако постои гушење само да се сврти повредениот во странична положба. Понатаму се ќе си го направат стручните лица од брзата помош. Ние сме на некој начин до лекарска помош и поддршка на медицинските установи за да се спаси животот. Тие 5 минути до доаѓање на брзата помош понекогаш значат спасен човечки живот. Да, колку кај нас во земјава луѓето сакаат да волонтираат и каква е бројката моментално на волонтери во Црвениот крст? На глобално ниво бројката веќе се движи над 20 милиони волонтери. Во рамките на Црвениот крст на Република Северна Македонија зборуваме за бројка од 11.000 членови и 7.000 активни волонтери, значи веќе се ближиме кон бројката од 20.000. Минатата година започнавме еден процес на трансформација на нашето национално друштво и ќе трае до 2028 година кога очекуваме бројот на волонтери да достигне 50.000. Сметаме дека секој човек може да одвои дел од своето време, може да понуди дел од својата професија и знаење, за да можеме заедницата да ја направиме поубаво и по-безбедно место за живење. Луѓето кои што волонтираат во Црвениот крст едноставно не се себични. Луѓето знаат да го ценат тоа што го поседуваат и исто така да не љубоморат на тоа што другите го имаат, него сите заедно да бидеме сплотени во надминување на некоја кризна состојба. На тој начин мислам дека нема ни да се случуваат немилите настани кои што во последно време, во изминатите денови некако го потресоа регионот. Затоа сметам дека и медиумите, и хуманитарните работници, и системот, сите заедно треба да делуваме на свеста на луѓето, а тоа значи да бидеме социјално одговорни и да бидеме хумани. Во рамките на Црвениот крст постојат клубови за едукација и превенција во училиштата. Тука многу се работи на промоција на хумани вредности, а наша идеја е веќе од пред 7 години преку дневните центри за лица во трето доба да го зголемиме бројот на волонтери кои што значи по заминување во пензија, тие млади пензионери да кажам, да повторно бидат активни и заеднички да продолжиме понатаму да создаваме убави дела. Сузана, што треба да направат новите членови, новите волонтери, сите оние кои што сакаат да пристапат кон Црвениот крст и да волонтираат? Не треба ништо, само треба да имаат добра желба, да дојдат до просториите на Црвениот крст во градот каде што живеат или во општината, може да ја посетат нашата веб страна,
да видат кои се областите каде што ние делуваме и да се пронајдат себе си. А потоа се ние понатаму ќе направиме за да тоа лице го задржиме и заеднички го зголемиме тоа хумано семејство на волонтери. Да, Црвениот крст нели секогаш не асоцира и на крводарителски акции. Често во вашите простори нели доаѓаат луѓе кои што сакаат да даруваат крв. Колку кај нас луѓето се спремни сами иницијативно да дојдат, мислам, се обраќаат кај вас и да прашаат кога ќе биде следната крводарителска акција за да даруваат крв? Крводарителството е една традиција која што никогаш не престана. Дури во време на пандемија немавме намалување на бројот на крвни единици кои што беа потребни да ги задоволат потребите на медицинските институции. Навистина сакам да кажам дека сме во тој дел многу добри, со тоа што работиме повеќе на поддршка и промоција на крводарителството кај младата популација, бидејќи статистиката ни говори дека семејството на крводарители помалку старее, а нас ни се потребни нови луѓе кои што ќе влезат во тоа хумано семејство. Крвта е единствениот лек што не може да го купиме во аптека и мораме да си го даруваме едни со други. На годишно ниво секогаш се собираат негде 53.000 крвни единици, што ги задоволуваат потребите и најдобро од се е дека секогаш го истакнуваме крводарителот како еден од најхуманите членови во големото семејство на Црвениот крст. Нашиот дневен центар за крводарување работи секој ден од понеделник до петок. Заедно со Институтот за трансфузиона медицина функционира и нивниот дневен центар во рамки на клиничкиот центар, а крводарителските акции ги имаме секој ден, точно 365 дена во годината. На настанот беше промовирана и поштенската марка во соработка со Македонски пошти. На неколку локации низ главниот град беа поставени пунктови со симулација на повредени лица на кои што им се укажуваше прва помош. Сообраќајната полиција ги запираше учесниците во сообраќајот со моторни возила со цел проверка на знаењата со практично покажување на прва помош. Учесниците кои правилно ги санираа повредите добија награда сет за прва помош во автомобил. Учесниците добија и информативен материјал за значењето и примената на првата помош во секој сегмент од животот.